Почитувани гледачи, овој убав викенд денеска го поминуваме заедно со вас во еден разговор на мој големо задоволство со македонскиот режисер Вардан Тозија. Вардан, здраво! Некако ни се погоди времето денес? Да, сега за сега. Здраво! Здраво и ти благодарам што одвои време за овој разговор. Секако, задоволство ми е да разговараме на темите што ќе ги наметнеш. И како си овие денови? Добро, малку под стрес за предстоечката премиера, инаку добро се чувствувам, со нетрпение изчекувам да заврши се тоа, да почне и да заврши и малку да се посветам и на одмарање. Да, тоа е она што практично и е тема на некој начин на нашиот денешен разговор, а тоа е премиерата твоја на филмскиот фестивал Синедес, кој што ќе се одржи во текот на јули со твојот филм М. И тоа е филм кој што третира една жанровска тема, да кажам. Ја предвида короната? Не, добро, може би има, да, коинцидираше со тоа што се случи откако беше снимен филмот, секако тие настани светски текови не може баш да се предвидат. Се случи тоа да темата на филмот, кој што е со жанровски одредници, да некако да испадне како да антиципира нешто што не чекаше многу брзо потоа. Меѓутоа, мислам дека цело време сведочиме на некакви раздобја светски кои цело време нудат некаква динамика, нудат некакви промени и некогаш и често ние си наоѓаме контекст во работите што ќе ги направиме дека се слични со тоа што се случува. Меѓутоа, толку живееме во динамично време, преплавени со информации, што мислам дека безмалку и се повторува и коинцидира едно со друго. Токму така. Она што е печатливо во твојата работа е што за твои години се навистина со богата кариера, да кажам, за тебе. Имаше жирано и документарни филмови, реклами, но и краткометражни и долгометражни филмови и серии исто така. Значи, од секаде по нешто, што би се рекла. Да, тоа е описот на работата на еден режисер. Комерцијалниот дел секогаш е по-застапен во помладите години, фала ти на тоа дека сум млад уште. И како што полека одминуваат се влегува во некоја авторска зрелост, се насочува режисерот, да речеме во случајов, се насочува повеќе кон изработка на филмови или поголеми проекти, серии, нешто што подолго трае и повеќе време е потребно за реализација. Да, имав среќа и да бидам вклучен во поголем дел од телевизиските проекти, во оваа наша млада, разбудена телевизиска играна продукција. После долго време и долго затишје по нашата независност, каде што немаше многу, не се создаваше многу, сега настанува некакво будење на тие телевизиски продукции, на некакви телевизиски формати кои што треба да ја едуцираат, треба да ја забавуваат нашата публика и конечно доеме до некаква домашна содржина, за да не се ослониме исклучиво на сапунските серии кои што ни доаѓаат од блиското соседство. Да, а и ете сериите кои што ти ги режираш, например, Преспав, На терапија претходно и така натаму, немаше човек кој што не го потикна да размислува, да дискутира за тие серии, како да не обединуваат. Таков печаток имам. Па добро, и самата публика беше доста гладна за да види нешто што ја доаѓа од домашна продукција, да не слушне синхронизиран јазик и да види некои протагонисти кои што му се не блиски. Темите што се опфаќаа беа и се теми што се раководат врз за нашето поднебје, теми кои што ни ги засегаат секојдневните животи, дали без разлика дали се дадени низ оптика на хумор, сатира, на трагедија, на драма, на трилер, сеедно. Нашиот гледач ги препознава локациите, ги препознава ликовите и полесно е за комуникација. Меѓутоа, во исто време, кога се гледа секогаш нешто што е домашно, гледачот има тенденција да биде и многу покритичен отколку према нешто што го гледа од надвор. Затоа што веднаш го перцепира јазикот, веднаш ги наоѓа најмалите
фалинки во целата драматургија и така натаму. Затоа е тешко, меѓутоа и предизвикувачки, затоа и треба да се прават такви работи, за да можеме да еволуираме малку во нашата аудиовизуелна еманципација. Како реагираш на критиките и пофалбите кои што стигнуваат до тебе, конкретно за Преспав? Ние сме народ, како што кажа, што знае едно да каже и друго да каже, но како ти доживуваш реакција од публиката, од блиските? Хаос е тоа, затоа што најважното нешто што некој автор би требало да го најважната водилка на еден автор е пулсот на публиката и на критиката, да речеме. Ние сме за жал една мала земја каде што публиката некогаш се води спрема тоа што го чувствува во моментот, некогаш е исклучително критична, некогаш премногу афирмативна, премногу пофалби, леле, аплаузи, све, вистината е некаде измеѓу тоа секогаш. Од друга страна имаме премногу малку квалификувана критика и сега кога постои премал број на критичари, постои една необјективна маса на мислења, необјективна стихија на мислења, многу тешко можеш да сватиш колку е квалитетно делото што си го направил, затоа што за жал не тоа сите автори го практикуваат. Не треба сами своите дела да ги оценуваат или да ги афирмираат или да ги бустаат или да прават хвалоспеви за тоа, него треба да остават други да зборуваат за нивните дела. Така, и тоа е навистина убаво, некогаш не е убаво ни премногу да сме самокритични, некогаш треба, а некогаш треба нели критика и пофалби од другите да слушаме и да. Да, ова е средина каде што како не знам, така зборуваме дека рамената им се веќе излитани од тапшање и од честитки и од пофалби на луѓето и некогаш оваа херметична средина создава некоја лажна слика за човекот, за самиот себе. И не треба ни да се приклони кон тоа, дека секогаш ние сме таков тип на народ кој што има постои голема социјализација, премногу голем број на луѓе гравитираат околу секој од нас. И сега кога секој од тие луѓе ќе те испофали, како што секогаш знаат емоциите да бидат пред расудувањето објективно, си создава човек некако лажна слика и си мисли дека е тоа сум најдобар бог на малата средина. И тоа е многу страшно кај нас. И постануваат после заглавени со децении тие богови на малата средина, прашувајќи се чеки зашто светот не ме цени доволно. Тоа е добро што го немаш тоа мислење, мислам за себе, што сепак стоиш цврцо со двете нозе за да бидеш секогаш и подобар и да работиш на себе и тоа е некако важно, како да имам впечаток сега дали системот тоа го прави, не знам, еве и ти баш можеш да ми сугерираш околу тоа, како да треба постојано да напредуваме во било која сфера, ако ова си го научил, сега веднаш морам да го научам и тоа, сега да го научам и тоа. Како да не се фокусираме например на една област и да застанеме тука и да бидеме подобри, туку мора сега што е следно, сега не знам дали имаш таков впечаток. Имам таков впечаток, тоа е производ на една незрела системско функционирање кај нас уште од образование од најмали нозе преку по-високо образование и пак повторно недостаток на критериум на самата средина. И тоа исто така, таа непостоење на стратегија на водење на една зрела држава го тера човекот да скита од едно на друго поле и да се бара себе си, затоа што не може да најде веројатно ни сатисфакција, веројатно ни материјална доволно обезбеденост од полето со кое што се ангажира. Да. Можда, не знам. Затоа што е добро да си успешен. Успешноста и кога си ти задоволен сам со себе. Кога знаеш дека тоа е добро и се чувствуваш добро во своја кожа. Секој треба да тргне од себе, дали си ја завршил работата најдобро што може. Да. Тоа е императивот за секого, без да се потруди да не биде субјективен кон тоа и да мисли дека секогаш ја врши работата најдобро што може, дури кога нешто му кажува дека не е така. Значи таа субјективност пак во овие средини е малце поголема, затоа што и кога нема систем и критериум на вредности, полесно може човек да се убеди себе си дека направил нешто феноменално. А што се случи, Вардан, со нашите вредности? Еве пред да го почнеме разговорот, зборувавме за тоа како било некогаш, сега добро помлада генерација сме, но ете
ние сме постојано во некоја транзиција, сепак претходно имало сосем друг систем. Како тие вредности постојано да се на маргините, тогаш за какви вредности ние зборуваме денес? За што се залагаме? Па не знам, ние точно е, не сме живееле во некој, според зборување на постарите, по паметни времиња, не знам како да кажам, по-зрели, каде што се ценел капацитетот. Тоа била некоја средина, ако зборуваме за бивша република која што не постои веќе, каде што секако со тој квантитет, со таа диверзификација од толку многу народи кои што се ставени под едно и мешање на образование, мешање на, не знам, оделе, служеле војски на различни места, патувале, и секако дека тоа ќе придонесе за некакво издигнување на една млада земја како што е нашата. Сега, откако се осамостоивме, ние сме во континуиран пад, без никаква амплитуда нагоре, веќе децении. И нормално е дека тие вредности полека згаснуваат и веќе никого не го интересира што треба да направи за себе, за најблиските, за своето соседство, а камоли за државата во која што живее. Ние, можда би бидејќи ни биле дадени работите, на некој начин не сме се избориле доволно за нив. Чекаме секогаш некој да ни даде од страна. Секогаш некој фактор, некој невидлив фактор да дојде и да ни помогне на нас да обстанеме, а тоа не се случува. И баш поради тоа и ова е земја каде се случуваат безброј неправди, меѓутоа човекот никогаш не реагира. Ние сме така научени. Секогаш некој да дојде да изреагира за нас. Сега, тоа имплицира понатамошни проблеми. Тоа се, доколку се остави таа земја да тоне бескрајно, тогаш тие вредности нема начин да се зачуваат. Некои вредности што биле од некој космополитски дух, од некакво мешање, од некаква силна држава која што инвестирала многу во тоа образование, во таа надградба и све, иако била со своји фалинки и мани, еве видовме што се случува од кога останавме сами. За жал не одговоривме на предизвикот. Тоа е црно како и да звучи. Како и да звучи, реалноста е таа. Денеска се случува дека ако некој каже дека чита книга или дека не си актуелен ако читаш книга или за жал никако така ми делува. Тоа е светски тренд, сега добро, малку и целата популација е некако изгубена во тоа бескрајно море на информации од социјални мрежи, зафатена е со бескрајно позирање и испопчување на усни, тртање задници према камерата и нормално забораваат да читаат затоа што сакаат некаква ситна афирмација преку тие социјални мрежи и некакво свое значење да си најдат. Мислам дека можеби тој тренд ќе почне некогаш да згаснува и некогаш да станува ирелевантен, затоа што е ирелевантно што гледаме на тие социјални мрежи и ќе се вратат дел од тие млади луѓе кон фундаментите на своја сопствена надградба. Тоа е читање, тоа е гледање, културни настани, проследување, културни програми, спортување, мислам се што прави еден човек да се развива во зрело и функционално човечко суштество. А како ти гледаш на социјалните мрежи? Како ги користиш? Па главно за некаква корист, кога ми треба не толку за само промоција, генерално ги користам за зборувам не за лична само промоција, него некогаш за промоција на нешто што ќе направам, тоа е ретко. Некогаш за да откријам чив роден ден сум заборавил и некогаш да изразам свој револт како и сите други. Знам дека е тоа патетично да се изразува револт преку социјални мрежи, меѓутоа во таа немоќ, кога нешто не ти функционира, можно е да напишеш нешто во некаков афект и да го проследиш. Ама и тоа е ретко. Претежно ретко ги користам социјалните мрежи и не сакам да губам премногу време на нив. Време што може да се искористи на безброј други начини. Знаеш, од кој аспект те прашувам, од аспект на тоа дека еве доколку сме на некој концерт или сме излезени со друштво, како веднаш автоматски да го вадиме телефонот и да снимаме и мора да се сликаме. Забораваш да уживаш во моментот од тоа што се снимаш и позираш.
за некаква виртуелна заедница која што ќе те проследи и ќе те заборави за една секунда. И си го троши животот. Меѓутоа тоа е избор, сечи, тоа е мој став, може ете, некои не се согласуваат и слободно, мислам, жално е дека тоа го прави човек многу попасивен, му одзема многу време, а тоа време може да повторно ќе кажам да се надградува себе си, да ја надградува околината околу себе. Мислам, социјалните мрежи нормално дека имаат своја важна општествена функција. Не знам, може да се гледаат дискусии, дебати, TED Talks или рецензии да се читаат. Мислам, тие се пристап, меѓутоа го изгубија тоа значење од кога почна тоа една ефтина така самопромоција и конзумеризам брз. Вардан, да се вратиме малку и на твојата кариера. Отидовме во некои други разговори што верувам дека ќе се корисни за гледачите и јас повторно може понатака во текот на разговорот ќе се навратам на тоа, но во секој случај она што е карактеристично за твојата работа и еве конкретно за твоите долгометражни филмови кои што се Ем и Джган е тоа што веќе се третира повеќе, значи, самиот жанр. И тоа е она што тебе ти е важно преку нив. Да. Еве и во Джган третираш тема, а тоа се маргинализираните лица. Тие се насекаде околу нас, а колку добиваат внимание доволно, тоа е веќе сосем друго. Така. Добро, тука треба да издвојам два пункта за да одговорам на ова прашање. Едниот пункт е што ме мотивира да создавам филмови со жанровски одредници, пошто сепак во нив постои таа драма, што основна социјална, као и во најголем дел од филмовите. Меѓутоа работата е како е пренесена. Мислам дека публиката е заситена од се ова што ни се случува, од оваа реалност што ја гледа. Он ги има сите информации и за неправди, и за маргинализирани лица, и за обесправени, и за хендикепирани, за секаков вид, за сите овие превирања што се случуваат меѓу различни струи во едно растење на едно општество или во нашиот случај не растење, но меѓутоа конфликти на едно општество, што мислам дека нема потреба да ги малтретираме гледачите и понатаму тоа во еден хиперреализам да го пренесуваме на филмот. Тоа од друга страна успева меѓународно затоа што западните земји пред се на некој начин се уште го гледаат овој простор како некоја екзотика и на некој начин па и се хранат со таа социјална компонента, интелектуално се хранат со таа социјална компонента на една безнадежност, на еден мрак кој што владее, да речеме, на овие простори. Сега, тука тоа е лицемерно, затоа што ние функционираме некако самостојно и со многу мали ресурси, и човечки, и материјални, и секакви, и испорачуваме такви филмови, само за да ги радуваме музејските фестивалски структури, затоа што после тие филмови не стигаат до публиката. Публиката е као и секаде во Германија, Франција, Америка, се едно кликаат на интернет, гледаат што се случува, ќе стигне веста до нив и она нема потреба сега да знаат дека здравствениот систем, мислам, е во колапс, дека тука се труеме со некакви нешто, дека имаме маргинализирани групи. Меѓутоа, и тоа не ни стига до нив. Тоа е како проповедање на преобратените, preaching to the converted. Меѓутоа, ако се служи авторот со изразни средства, по мене е ова, секако тоа не мора да биде, ова е мојот став само, со изразни средства, као што се жанрови, преку комедија, преку трилер, преку научна фантастика или што и да е, ако ги пренесува тие пораки за публиката која што е више се поинтелигентна, премногу материјал се гледа, премногу проаѓа пред нашите очи, да се служи на некој посублиминален начин, на некој позадскриен начин, да има некакви слоеви во основната приказна зад која се кријат тие контексти, тогаш за мене е поприфатливо као критика и као став од авторот да се пренесе на тој начин. Да не се пренесе како што е. Тоа е некој можда и мое бегство, затоа што целиот живот го поминав во оваа земја и на некој начин го гледам незиното пропаѓање и мене тоа не е нешто што више сакам да го гледам на филм. Не е тоа нешто што ме движи. Ајде што да подобриме, ајде како да подобриме. Тоа сакаш да кажеш, мислам, ставот преку тоа да не е само како слика, еве ова се случува, туку сепак нешто како да се подобри, како да се допре до... Да, поидовна точка на секој автор би требало да биде
колку и тоа да звучи наивно, да смени нешто, да укаже на нешто, дури и да се работи за романтична комедија. Значи секогаш филмот мора да носи одредени вредности. Сега, филмот за жал више не може да подобри толку, затоа што ја нема онаа моќ као во 70-ти кога бил еден од ретките уметнички изразни форми кај што имало масовно гледање и масовна проследеност, имало многу помалку филмови, сега секој прави све. Сега прво треба да се селектира што да се гледа, а тоа е многу тешко. Колку од нас сме се нашле во ситуација да седиме пред Netflix и да потрошиме 2 сати во барање на содржина што сакаме да ја гледаме, за потоа да ја вклучиме и после да си легнеме после 15 минути. Тоа сите го прават. Не, сега еве за жанрот само да се вратам, и тоа е некоја врста на ескапизам мој, затоа и прибегнувам кон ваков тип на разработка кон темите, за да се оттргнам малце из себе си и другите од таа реалност што не обкружува. Има едно правило за режија, тоа важи, создавај ги филмовите што сакаш да ги гледаш. И сега тоа звучи многу глупаво на прва рака, меѓутоа тоа укажува на искреност. Ако бидеш искрен према тоа, а не манипулираш дали сакаш да задоволиш политички естаблишмент, дали сакаш да задоволиш меѓународни фестивали, музејски, дали сакаш нешто, тогаш ќе направиш филм стварно како што сакаш да го направиш. Меѓутоа, ако почнеш малку по малку да собираш од секаде по некој мал компромис, свој идеен, тогаш ќе направиш некој хибрид што нит самиот ќе бидеш задоволен, ќе се само залажуваш безкрајно, како што зборавме, ќе те тапшаат по рамо и ќе си тераш, ќе си мислиш дека си бог. Поентата и за режисер, како и за секоја професија, да биде задоволен сам од себе и да открие дали искрено го направил тоа што сакал да го направи. Колку е тешко да не се направи нешто со калкулација, кога станува збореви за филмот? Да не те гледаш дали на овој ќе му се допадне, дали на онај, па дали маркетиншки ќе биде добро, па дали вака така. Дали ќе се допадне на публиката? Да, тоа е вечно прашање и на тоа многу тешко се дава одговор. Првото е режисерот да знаеш што сака и да има во предвид дека треба да го покаже филмот пред публика, затоа што тоа се пари што се дадени, финансии, за нешто што не постои. Значи не е тоа институција која што се подхранува бескрајно, него се создава едно дело. Не фер е да не се земе во предвид публиката и да се кријат зад некоја лажна артистичност. Голем број од нашите автори. Мене светот не ме разбира, ми дававте пари, еве јас затоа сум генијал. Не. Значи секогаш треба да се земе во предвид публика, без разлика дали е таа ниш публика, односно специфична публика или поширока публика, меѓутоа мора да биде. Не може посебно филм, што е една од оние уметности што е најкасно произлезена, е мас уметност да речеме. Не сме да ги запостави барањата на гледачот, но не сме и да го идиотизира филмот за сите сите да го разберат, сите да се забавуваат. И тоа е повторно се враќам на таа искреност на еден автор и зрелост, за да свати до кој степен треба да се обрати да даде нешто внатрешно, меѓутоа да не ги замара само со своето, на своја воденичка да меле, тоа исто никој не ќе да го гледа. Меѓутоа и да не изгуби нешто од својот идентитет и уникатност авторска, да не прибегнува кон создавање и копирање на филмови кои што ги гледал и мисли дека сега ќе упали таа формула. Значи комплексно е прашањето, меѓутоа се е до некаква авторска зрелост и до искреност пред себе и самокритичност. А колку е важно, Вардан, да си уникатен, да не копираш други, за било која професија, во било која сфера, прашувам? Мислам дека сите ние копираме од минатото. Ние сите имаме патерни. Многу голем дел, најголем дел од работите се измислени. Меѓутоа, начинот на кој што ги инструираш, начинот на кој што ги изведуваш, секогаш е уникатен, дека сите ние сме производ на еден бескрајен алгоритам, комплексен алгоритам на растење, созревање, искуства наши и тие секако ги внесуваме во нашите филмови. Така да ако ние двајца правиме филм, ти ќе даеш секако твојата перспектива, ја мојата, дури на иста тема да е, со исто сценарио, ќе бидат комплетно два различни филмови. Освен ако не се работи за плагиаторство, тогаш више се штанца и тогаш не е јасно како завршува се. Така. Многу е важно да поставиме некои реални теми во самите филмови, она што навистина не обкружува, и такви теми третираш и ти. Тоа е навистина за почит.
Па да, мислам не обкружуваат тебе добро конкретно сега филмот што ќе Доживее своја премиера. Што ќе доживее своја премиера, специјална проекција. Светската премиера не е се уште закажана. Тоа е филм што се бави со некое идно време, со некаква дистописка стварност. Но сепак ги разгледува проблемите со кои се соочуваме во денешнината. Тоа е некаква моја визија, можда мрачна, меѓутоа за каков свет не чека ако продолжиме со ова што го правиме денес. Не ние конкретно, туку за светските текови. Одбрав да, иако е тоа филм на македонски јазик со македонски актери, одбрав да не се кажува местото и Локацијата. Да, локацијата каде што се одвива, затоа што во случајот на оваа дистописка научно-фантастична, речеме, приказна, не ми беше ни важно, затоа што сакав да пренесам она универзална тема и некоја моje гледиште и мои стравови, моја загриженост за тоа што мислам дека ќе се случи. Тоа може да се оствари секако и во денешно време, може и во минатото да се смести таков тип на филм, да кажува, да укажува на некои грешки, но еве тоа беше мојот избор, затоа што едноставно тие се филмови што сакам да ги гледам. И тие и филмови ги гледам. Да. Само да потенцирам и пред гледачите дека премиерата на филмот ќе биде сега на Синедес, но на репертоар ќе биде Здраве Боже од есен, така? Да, ова е гала проекција, можеме да ја наречеме, на отварање на филмскиот фестивал Синедес, кој што е во склоп со Младенскиот културен центар, и тоа е фестивал што бескрајно го почитувам. Веќе 20 години, да, еве ова година и луѓето што се зад него и што исто тие 20 години гинат за да го создадат, да го одржат и да го направат да биде возможен. Филмот би требало да се прикажува, не сум најточно сигурен во датумот, меѓутоа на почетокот на октомври, што значи дека од тогаш ќе оди на официјален репертоар во македонските кина. Ќе си има сигурно и премиера и така натаму. Ќе си има и премиера, а светската премиера за која што уште чекаме, затоа што ова е премиера за домашна публика, како да речеме полузатворена. Светската премиера чекаме и се надевам дека ќе се одржи во наредниве неколку месеци. Чекаме не се знае каде точно? Не се знае каде. Добро. Со нетрпение ќе чекаме каде ќе биде. Вардан, твоите филмови се прикажувани и на маркетите во Кан и во Берлин. Сега мени на публиката објасни што тоа значи, како тоа изгледа. Да, тоа значи една работа дека кога ќе се прочита за било кој филм во минатото дека бил прикажан на маркетите во Кан и Берлин, односно ќе се избегне зборот маркет, тоа значи дека постои мала обмана, дека се уште не сме имале филм долгометражен на Канскиот фестивал, на Берлинале сме имале. Меѓутоа не се тоа сите филмови кои што така се прикажуваат. Тоа се маркети каде што сепак е привилегија да се биде дел од тие маркети. Таму се прикажуваат филмовите како дел од индустриските скрининзи, каде што се доаѓаат, ќе морам англиски термини затоа што не знам на македонски дали имаме, sales агенти, продажни агенти, дистрибутери, фестивалски селектори, каде што го гледаат филмот и одлучуваат за дали ќе пристапат кон негова селекција или дистрибуција и така натаму. Значи тоа се промо проекции посветени исклучиво на филмските професионалци. Кај нас многу често заради тие маркетиншки причини што е, мислам, малку по мене нечесно, се пренебрегнува, се изостава тој збор маркет и има филмот тој одеше во Кан, филмот во Берлин. Па ние значи имаме поише кански премиери него сите земји у светот заедно, затоа што нели сме гениален народ допрен од Бога. Тоа се проекции кои што имаат свое значење, меѓутоа се дел од процес на етаблирање на филмот на меѓународна сцена понатаму, а не во официјална селекција. Не, така. Но сепак е и тоа успех, да можат и странски агенти да дознаат за твојата работа конкретно. Успех е кога не треба да се форсира државата да го финансира се тоа, него кога некој создавач на филмот, продуцент или режисер или самиот филм, кој ќе успее да обезбеди надворешен sales агент или дистрибутер, кој што ќе ги покрие тие трошоци да не ги свалуваме цело време на државата, на нашиве институции. Тоа е главното, бидејќи кај нас сме цело време навикнати, ние ќе си лежиме, ќе ни
пуштат некоја паричка, ќе се договориме во 4 зида и ќе одиме да се промовираме и да се шетаме малце таму. Не, друго е поентата. Поентата е да се одработи се тоа, да се дојде до контакти, да се дојде до мислам сериозна мрежа на луѓе кои што понатаму ќе го финансираат и промовираат филмот зад кој што стојат. Што секако доаѓа преку тој квалитет, условно кажано, доаѓа преку пожртвуваност, посветеност, долготрајна работа, што е надвор од чисто создавање филм. Така. Сега е многу актуелно и многу често се случува големи соработки и на Балканот и пошироко, копродукции, тоа е нешто што веќе е нормализирано. Да. Ти, еве, можеш ако сакаш да ни откриеш мене и на гледачите какви се твоите следни ангажмани во регионот, нешто ми кажа дека и за во регионот се подготвува. Па, генерално уште е рано да се најават тие работи. Да, имам еден предстоен проект во Србија, каде што би требало да работам на една нивна позната серија, и уште неколку ангажмани за кои што стварно не можам сега да откриам, затоа што е прерано. Не сакам да бидам еден од оние кои што ќе раскажува за ангажмани и ќе создава некоја илузија додека не се случат. Значи, имаме премиера, таа е известно дека ќе се случи за 10 дена ако нешто не трне наопаку, затоа можда би прескокнал да именувам конкретни ангажмани. А што се однесува до премиерата, работата ми е сега фокусирана таму и следните проекти остануваат да се чекаат од септември. И подобро е така, да не се планира, туку, мислам, нормално да течат работите, меѓутоа да не се гледа слепо. Да. Тогаш ќе биде тоа, затоа што најчесто плановите и не излегуваат како што сме сакали. Така е. Јас сум детето од Лисија. Живеам длабоко во шемната шума. Скриен сум од светот за кој не знам ништо. Како Марко. Кога си ти олук, стануваш едно со шумата. Да, ништите од лошото надвор. Во шемната шума често ме раскажува за самовилата. Вардан, филмот М, кој што наскоро и македонската публика ќе има можност да го види, е копродукција. И исто така врвни актери глумат во него, Камка Тоциновски, Тони Михаловски, Сашко Коцев. И сега кажи ни како беше соработката со нив, како се одвиваше снимањето на филмот? Добро, да, М е една поголема меѓународна копродукција, првиот дел од прашањето, со оглед на тоа дека бевме многу далеку од потребните и бараните пари од домашниот фонд. Моравме да посветиме многу големо време и труд за да успееме да го реализираме воопшто филмот и тоа немаше да биде во тоа немаше да успееме да не постоја нашите партнери кои што покажаа интерес и бескрајна посветеност од Хрватска, Луксембург, Франција, Чешка, Косово и некако во таа цела констелација на односи, на соработки, успеавме да најдеме еден заеднички јазик и таа соработка да тече безпрекорно, иако со многу прекини. Ова не беше филм кој беше финансиран во огромно мнозинство од македонската држава, затоа што најголем дел од проектите така и проаѓаат кај нас. Туку е филм кој што буквално некако самостојно го застанавме на нозе, иако не му беа шансите со ова финансирање од тука, не му беа изгледни шансите да успее воопшто да се реализира. Соработката со актерите, тоа често пати го кажувам, не знам дали слушам повремено дека владее спротивно мислење, кај нас една од ретките работи кои што стварно носат квалитет, кои што покажуваат дисциплина, мислам ретките професии, тоа е актерската. Барем што се однесува до моите искуства на полето на филмот, за понатаму не би можел да кажам. Ми сметам дека имаме врвни актери, дека имаме многу посветени актери, дека имаме луѓе кои што даваат многу повеќе од тоа што им е овозможено во дадените моменти и сум горд и благодарен за соработката со секој од нив. Во филмот глумат, иако две
деца ги носат водечките улоги, сега више и порасна, еве после 3 години, можам да ги наречам млади луѓе. Останатиот дел од актерскиот ансамбл беше составен од искусни, талентирани актери, како во главната улога Сашко Коцев, понатаму Тони Михајловски, Оливер Митковски, Ткамка Тоциновски, Владимир Тулиев, мислам сега ќе пробам да не ги заборавам и останатите, Тони Михајловски секако и Бојана Грегорич, хрватска актерка во тоа партнерство со хрватската копродукција и на тој начин соработувавме. Така да во филмот постоја безброј предизвици и компромиси и борба, меѓутоа соработката со актерите не беше една од тие работи. Филмот поради тој недостаток. Што многу значи. Да, тоа воедно се поддршка и знаете, работата со актерите е клучна во филм. Не се постојат милион сегменти во формирање на филмско дело, но тоа што се вика приказна есенција, сценарио и работа со актери се главните. Доколку работата со актери оди безпрекорно, тогаш сите проблеми, сите недостатоци од секаков тип може да се надминат. Доколку не оди со нив, тогаш е џабе колку и пари да се има и бескрајни финансии, ништо нема да помогне. Така, тоа е една тимска работа кој што сите зависите еден од друг и се залагате за успешен производ. На која локација снимавте? Каде беше снимањето? Снимавме на повеќе локации, со оглед на тоа дека се работи за дистописки, напуштен свет, свет во кој што владее. Да, токму затоа и прашувам, да не откриваме премногу. Се снимаше во длабоко во шумите на Националниот парк Пелистер. За тоа сум благодарен дека ни беше овозможено и од самата општина, самите ренџерски служби да влеземе буквално толку длабоко и да идеме на некои локации што инаку многу тешко би дошле, до кој многу тешко би дошле. И понатаму беше снимано во некои пустели низ нашата држава и во главниот град, кога успеавме да начекаме да нема никој по улиците. Возможно ли е тоа да нема никој во Скопје? Па возможно е во многу мали временски рамки, во временски прозорци, каде што кои се случуваат при, не знам, празници или државни празници кога сите бегаат и тогаш. Се разбира, мора малце интервенција понатаму продукцијско-организацијска, меѓутоа тоа е тоа. Работата со филмот е дека тој раскажува приказна за еден разрушен свет. За среќа нас посттранзицијски не остана пола држава, за среќа визуелно зборувам, за сите нас е несреќно, меѓутоа за визуелно, за тоа што го покажувам во филмот, нешто што би требало да се гради во други земји, да се инвестираат бескрајно големи средства, кај нас не е дадено. Затоа што ние сведочиме на едно распаѓање 30 годишно и голем дел од локациите што ги наоѓавме немавме безмалку никакви интервенции, затоа што изгледаат постапокалиптично во старт. Разрушени, заборавени, неодржани, така да тоа беше една од олеснителните околности како можевме да снимеме ваков филм во кој што при гледање некои пробни гледања и првични презентации на филмот беа збунети дел од нашите партнери и дел од тие луѓе што го гледаа на тест проекциите, како сме собрале толку пари за да ги оформиме тие локации. Реков, не, тие постојат, ние живееме тука, ние меѓу нив се движиме секојдневно, ги забораваме, дали се треска, напуштени фабрики, распаднати згради кои што Тоа не. А како беше да се снима длабоко во шума? Сепак и тоа си бара свој предизвик. Исклучително тешко беше. Имавме доста блиски средби со животинскиот свет од таа шума. Посебно што Пелистер е стварно една од ретките недопрени, зборувам, не уништени места, природни резервати во нашата држава. И се надевам дека така и ќе остане, и затоа што најголем дел од другите места више се злоупотребува на секаков начин и се уништува. Додека истражувавме локации низ цела Македонија,
просведочив на многу шокантни вистини за одржувањето на нашите природни ресурси. Така да Пелистар беше една од логичните опции и самата планина си нуди своја магија со својата ендемска флора, која што визуелно според мене е преинтересна, предобра, превпечатливо. Тоа е оно што е необично во режисерската работа. Многу е динамична оваа работа. Што е тоа што те фасцинира? Ти потекнуваш од уметничко семејство. Твојата мајка Сабина Ајрула Тозија беше врвна, едно од најврвните актерки, исто така и твојот татко, врвен режисер Љупчо Тозија. И ти ги наследи нив со твојата работа. Како гледаш на режисерството? Тоа е твој живот на некој начин. Па да, секако дека низ годините од својата најрана возраст сум ги гледал, сум поминувал време со нив, кога немало кој да ме чува, сум бил на представи, кога навечер ќе сум се искрадел од детската соба, ќе сум видел дека се гледа некој филм, па и ја ќе сум седнал, не сум имал некакви посебни спреги или ограничувања околу тоа што ќе гледам, како во денешно време, таа една ригидност. Секако дека сум развил љубов кон професијата, но не таа љубов згасна некаде кон завршување на студирањето во средно училиште. Затоа што гледајќи голем дел од луѓето што дефилираат низ нашите уметнички кругови тогаш, значи млад и бунтовен, си створив некаква перцепција дека тие луѓе се лигуши, дека немам ништо штука што да барам, дека тоа се све една група на фолиранти и све. Така беше мојата перцепција тогаш за режисери и уметници од тоа време, што е модерни млади предстоечки. Нешто не ми се допаѓаше таму. После сватив дека сум погрешил за поголем дел од нив, меѓутоа така беше. И тргнав на правен факултет, со тоа почнав, меѓутоа во еден момент таа детерминанта, тоа некоја љубов кон филмот, дека како што во тие први рани студентски години, дури колку што студирав направен, толку и се повеќе се заразував со филм. Почнав да гледам и мислам цел живот гледав, али тоаш више патолошки почнав и сепак се решив и покрај противењето на моите родители се решив да се префрлам. Значи ти беа против да станеш режисер? Да, затоа што и они имаат искуства со проклетството на малата средина, односно тоа што се вика духот на паланката, каде што и они имаат горчливи искуства од како оваа средина не простува и како се однесува према одредени луѓе и беа сигурни дека тоа некако ќе се пренесе и на мене и пробуваа да ме одвратат од некакви можни разочарувања или емотивни колапси или секакви колапси во иднина. Меѓутоа им реков дека јас сум више возрастен човек, ќе пробам и тогаш више ме поддржаа. Они само ми го кажаа тоа што го мислат. Во првиот момент кога стапнав на факултетот за драмски уметности, имав безрезервна поддршка до крајот, како што и секогаш сум ја имал од нив. Да, многу значи таа поддршка, но и сепак да се работи тоа што се сака. Затоа што твоите успешни проекти еве досега покажуваат дека квалитетот се препознава сепак. А сега успехот дали се простува или не, тоа е веќе друго. Меѓутоа, кога се работи со жар во секоја работа, кога посветено се работи, Да, не можеш доколку не си заљубен во тоа, доколку не постои таа една доза на мазохизам за тоа страдање низ целите процеси на создавање на еден филм, мислам дека нема ни потреба да се прави тоа. Дека потребата друга е да те видат и да те познаат, некако да се покажеш као перијата да ги расшириш во оваа мала средина. И тоа е повторно една илузија и повторно едно мачење кое што во еден момент ќе тоа огледало и неискреност во создавањето и работата во таа професија ќе се сврти и ќе се види одразот на тој што некако ја злоупотребува, да речеме. Затоа што многу е смешно, има одредени луѓе кои што викаат дека филмот е доста лесна професија, има што е бескрајно тешка. Тоа е за секоја професија. Колку што бараш од себе, толку тежината настапува. Ако не бараш ништо од себе, постоеле и такви случаи, како екскурзии на некои луѓе што едноставно им се погодила политичката клима да прават филмови, глупави се, лесно ги проаѓаат, лесно ги прават и после тоа едноставно гледаме дека тој филм
нема никаков импринт врз нашата историја, врз нашето културолошко милје или ништо. Колку што бараш од себе за да создадеш едно дело, тоа е, мислам, за секоја професија, не само за филмот, толку станува тоа потешко, можда и погубно во одредени ситуации, меѓутоа на крајот барем ќе знаеш дека си направил се, си изгинал за да го создадеш. Така. А ако си ја пазиш душичката, тогаш можда и нема баш да испадне толку добро. Токму така, јас навистина уживам во разговорот. Исто и јас. И уште би се разговарала, меѓутоа толку не е времето, па да оставиме нешто и за друга прилика. Да, се надевам, еве, можеби. А кажи ми, летово како ќе го поминеш? Сега ќе помина премиерата уште малку, имаш ли некои планови, ќе најдеш ли време и за одмор? Секако дека да, ќе побегнам на одмор, можеби на некој подолг период, зборуваме за 20 на дена до месец, и потоа ќе се зафатам со следните ангажмани. Да, во подготовка ми е следниот игран филм, го пишувам сценариото, се преиспитувам бескрајно за тоа дали треба или не треба и дали е доволно квалитетно, не ќе да пуштам апликации, да барам нешто што не сум сигурен дека комплетно сум го заслужил. Неколку меѓународни проекти кои се уште исчекувам да се случат и ќе информирам кога тоа ќе биде. И секако телевизиски проекти кои се надевам дека од есен исто ќе започнат и продукцијата ќе тече се надевам дека ќе започнат од есен и дека ќе влезат во таа реализацијска фаза. Ти благодарам многу, многу успеси и среќа понатака. Фала, ти благодарам и на тебе, на поканата и на разговорот. Мајка имаш? Таа заминала во едно чудно, таинствено место, Камената долина. Си ги видел лошите? Јас. Еден ден лошиот ведерец донесе страшни чудовишта со грозни остри заби. Деца. Надеж. Нашите деца заминаа за секогаш. Време е за конечно будење. Веруваш ли? Еден ден Детето од Лисија ќе стане доволно силно. и ќе најде својата самољуба.